враќаме. Ете, продолжуваме со разговорот во студио. Ние убаво се расприкажавме, верувам дека и понатаму секако ќе го имаме вашето внимание. Знаете дека во овој дел нашите гости ќе ги споделат фотографиите кои што ги одбра за овој ден. Секако нешто не може секој пат да се сподели, но верувам дека ќе бидат интересни. Секако тука се и прашањата кои што ќе се ги излачат и верувам дека ета искрено ќе ни одговорат. Па ајде Марија, бидејќи вие сте ни една дама во средина, повелете од овој сад, земете си едно прашање. Па понатаму, како најблиску... Може да им подадете и на другите гости, вие сте најблиску? Не вие, уни сами да си одберат. Да, беше, врати, беше. Ние скроихте судбина. Да, ти скрои судбина. Ајде. Ајде да видиме. Добро. Кој ќе сака прв? Лесно прашање? Кристина? Ајде, добро, ајде. Да го слушнеме прашањето. Каде би сакале да ја прославите новата година? Ако јас има ли некоја прашувам, дестинација на која што си ја посакуваш? Јас од неодамна станав татко, имам керкичка. Браво. Честитки, Нека живи здраво. Нормално би сакал оваа година да поминам заедно со неа. Така, но да не биде работно. Да не биде работно, но поради тоа што веќе имаме договорен настап и за денски и за вечерта, така да нема да можам тоа, па еве можеби до година веќе ќе биде и поголема и ќе отидеме на некде на некоја дестинација. Барем за најбудата ноќ. Будимпешта, Така нешто да е нешто близко. интересно, атрактивно од овие европски градови. Така, А можеби и Скопје, зошто да не? Ако Така е. понудат убава програма. Спомна, ете, настап, каде ќе настапувате за преку ден, навечер за новата година? Денски ќе настапуваме овде во Скопје, во еден локал, се вика Сторија кафе. Новата 2026 година ќе дочекаме во Охрид, во ресторан Амфора, и поканувам сите гледачи кои Баш што убаво. ќе бидат таму во Охрид, нека дојдат и охриѓани нормално. Убав е Охрид. Ќе се дружиме, ќе се забавуваме. Така, верам дека убаво ќе си поминете Охрид и е дел вие. од најубавите градови. Така. Добро, Марија, кој е вашето прашање? Кога би имале можност да ја смените професијата, што би работеле друго? Па токму за вас. Или Тоа пееш, зборував спасибо. по прашање, си се падне, сами си го извлековте, ама Да. нема случајност. Нема случајности, да, дефинитивно тоа што имаме во нас, тоа привлекуваме веројатно и кај Да. другите. Така да, дефинитивно со музика би се занимавала, јас изборував и пред тоа, затоа што и Зад веќе камерите имам ни откривте. искуство. Дека имате песна кога сте биле средно, нешто имате објавено, така Пеевме ли? песни, имаше песни доста што сами ги напишавме. Свиревме, имавме бенд и тоа беше едно прекрасно убаво искуство во средно, во тие години кога навистина сакавме да се допаднеме, да бидеме нели она Актуелни. што да бидеме актуелни, допадливи, популарни најмногу. Така да дефинитивно би се занимавала со музика или книжевност, ако не се занимавам со со пишување? психологија, да, со пишување дефинитивно. Сето тоа го зборам нешто што веќе сум го правела и се уште не значи дека веќе тоа не го правам, ама Но не е гитарата ми примерно. стои на шкафот, завиткана во кеса и не свирам, воопшто не. Ниту моите деца не засвираа на гитарата, ама дефинитивно ако не би била психолог, би била музичар, би свирала гитара, би пеела и би пишувала дефинитивно. Животот песна да е. Али мислам дека нема тоа да го испуштам во мојот живот, имам уште многу пред нас, Така јас барем така чувствувам, Да. така и сакам да биде, животот е пред нас, мислата моја е таква да создадам нешто за генерациите позади мене, да оставиме нешто и да имаме смисла, нели, да се чувствуваме добро во овој живот тука. Така да дефинитивно нема да се тргнам од музиката, од книжевноста, верувам дека така на 80 години ме гледаат со клиенти во мојата канцеларија, ја викам не, други ќе работат, а јас ќе пишувам. Но додека Симиша ни одговара на неговото прашање, може вие да се договорите кој рефрен да го слушнеме од вас? О, не. Зошто? Зошто да не? Не, Одамна не сте пееле баш во Здрава Македонија. Да, не сум пеела. Ама Симиша да го слушнеме Да. ние вашето прашање. Ја требаше сам да се го изберам прашањето. Да. Марија не го избра. Тоа сега сакам да кажам како ствари ти се падна на тебе ова избрано прашање. Кога не ви се допаѓа нешто, дали имате храброст да го кажете вашето мислење или вешто го криете тоа? Може на психолог е. Па не е само Така, да. видите има одговорно место на позиција функција. Точно. Како за директор добро прашање. Работа, јавна работа каде што се мери Да. секој збор.
и во приватниот живот. Мислам дека од денешно време е луксус да се кажува вистината секогаш право. По принцип, многу често луѓето калкулираат, но можам да се сместам во онаа групација каде што тоа што ми е на ум, горе-долу го преточувам во мисла и го кажувам. Може да има некоја мала филтрација, запазувајќи ги чувствата на соговорникот, меѓутоа генерално треба се говори вистината, дури понекогаш кога не е добра за слушање. Така е, но тоа сето тоа што сте вели да биде онака некако спаковано, ненавредливо, туку за да не се извади од контекст, нели? И да, секоја чест за тоа што се, како што кажате, се некако луѓето помалку имаат храброст да кога нешто не им се допаѓа да го кажат. Всушност не треба да биде така и треба да се разбереме. Не мора она што на ни се допаѓа да им се допаѓа на другите и убаво е кога луѓето имаат различни размислувања, па да имаме зашто да поразговараме и да говорим и да говориме, Марија. Мислам дека тоа некако е исто така нешто кое што вие со вашата работа се обидувате да им го кажете на младите, за да најнапред, мислам, оно кое што недостатствува да треба да се слушаме. Ние не се слушаме што говориме. Мислам дека луѓето не се слушаат едни со други што зборуваат. Така е, не се слушаме, секој почнува со јас, најчесто, нели, да го каже своето мислење, односно најмногу да му се допадне на другиот и да пренесе она што он сака да пренесе, без да го слушне што другиот чувствува, сака. Најчесто комуникацијата ни е таква, како еден балкански феномен на изразување, на разговор помеѓу нас. Но мора подлабоко да разговараме. Ние често на ова прашање кое го имаше, нели, Синиша, често ние како психолози охрабруваме да соберат храброст, да си го кажат своето мислење, бидејќи ние како луѓе секако сме различни. Ако ние не ги пренесеме нашите видувања, нашите допаѓања и нашите вредности пред и ставови, нема тогаш да бидеме своји никогаш. Кога нема да бидеме своји, ќе се изгубиме. И ќе бидеме она што другите сакаат да бидеме, а кога ние ќе бидеме среќни и задоволни во тој случај. Така да дефинитивно младите се во таа замка да немаат храброст. Не ни може да има, за жал, бидејќи општеството очекува нешто друго. И колку таа храброст ја пуштиле дома, им била поттикната дома од тие кои најмногу им требало, и тоа е знак на прашање за да можат надвор, нели, да се истакнат и да го искажат своето мислење, нели, со таа доза на емпатија и човечност која ја имаме, да ги измериме зборовите, како што кажа и Синише. Но ако ние не сме своји, не го изразуваме она што нам ни се допаѓа и ние го сакаме, тогаш ние никогаш нема да бидеме своји, ќе бидеме некои други, нема да бидеме задоволни. Која е смислата на нашиот живот? Задоволството како се мери? Моментално лачење на допамин, како преку социјалните мрежи, или додека им се допаднеме на другите пред камерите, или пред она на Инстаграм што ќе го истакнеме? Не, тоа е многу малку што стои позади сето тоа. Каде поминува денот после сето тоа? Каде си на вистина? Каде треба да размислуваме, да се допаѓаме самите на себе си прво, а потоа затоа и тоа и се гради во психолошкиот процес, најнапред да си ги спознаат своите вредности, да почнат да ги ценат, да ги издигнат, да ги видат, да се слушнат и прво сами себе, да разговараат сами со себе, а потоа сето тоа со храброст, нели, сигурност и стабилност и самодоверба да го истакнат надвор за да бидат задоволни од самите себе. Така е. Добро, да одиме со фотографиите, да ги погледнеме од господинот Синиша, да видиме што тој ќе сподели со нас и да, со збор 2 се прокоментираат, за да и вам не биде јасно зашто станува збор. Одбравте некои фотографии кои што се поврзани со работа, нешто од приватниот живот, но ова е најавата на почетокот на проектот за брзата пруга. Една доста смела работа, поради тоа што како објава, како фотографија, како настан медиумски останува онлайн. Тоа што е ветено мора еден ден да биде исполнето. Тоа што не е исполнето, имаме доказ дека некој нешто ветил, а не го исполнил. Една инвестиција од 2 милиарди, ова е таа инвестиција? Од прилика, да. Би требало да биде нешто помалку, меѓутоа целосно нова пруга ќе биде од прилика таа сума. Добро. Ова е нешто на кој што сум особено горд. Одека сум заедно со деканот на архитектонскиот факултет, деканката на архитектонскиот факултет и деканот на градежен факултет,
Заедно се решивме да сега во октомври започнеме со тој проект за целосна реконструкција и модернизација на централната железничка станица во Скопје, при тоа да го задржи оној првичен излет од 44 години на Кензо Танге, но и да ставиме некои модерни елементи. Јас како аеродромец целиот живот поминувам под оваа станица и не личи на ништо. Со билборди за брзи кредити, за казина, за политички избори. Во моментов ги отстрануваме сите билборди и повеќе нема да има ниту еден билборд на самата железничка станица. Ке работиме некаде декември и јануари на целосно чистење, глобално, да нема повеќе ни постери и барем додека дојде тој ден за опочеток на градежни работи на реконструкција, да залечи колку толку и во едно време што има да и во градби, од ресторани и од слични објекти угостителски, тие ќе бидат срушени и самата станица ќе се го добие првичниот изглед како што бил проектиран од Кензо Танге по земјотресот во Скопје. Добро, одлично, тоа навистина е за поздрав. Ова е баш за Канал 5. Така, Целиот живот сум во инфраструктурата, а дел од врската пред 10 години ми беше да бидам главен кога се чисти снегот во град Скопје. И тоа беше најголемиот стрес кој што може некој да го доживее, се јавуваат сите на телефонот прв до последен. И праксата беше кога снегот ќе биде успешно чистен, се појавува градоначалникот на град Скопје. Кога малку ќе заглавевме со чистењето на снегот, дека имавме помалку успеси, боксерската вреќа бев јас. И тоа не сам јас, туку секогаш директорот на улици патишта, кога ќе има нешто негативно со снегот поврзано, излага тој да го прими ударот. Кога е за фалење, се излага градоначалникот на град Скопје. Тоа е било од секогаш, така ќе биде. Меѓутоа, се навикнав да бидам еден вид на боксерска вреќа во работењето, да примам милион критики. Така го работам и сега и но гледајќи го од преку дистанца временска, добро сум се носил. Да. Добро. Ова е на тема гужви во сообраќајот, на тема градски воз, на тема застои. Можам да кажам дека ретко кој оди толку многу пешки како јас. Ми треба слушалици, ми треба ранец и возилото скоро и да не го користам. Ја цело време во Скопје се движам пешки. Ја цело средно школа одев пешки до Орце Николов, до факултетот одев пешки, ден денеска кога имам неформално движење, јас сум постојано пешки и тоа е советот што го давам кон сите. Да, браво. Секоја чест. 2021 година Република Македонија првпат на Европско првенство во фудбал во Букурешт. Со најголема гордост и со моите другари бевме да ги гледаме сите надпревари каде што Македонија играше со првиот гол на Горан Пандев. И таа среќа што од деца ја чекавме целата генерација моја помали и постари, конечно стана реалност. Носам дрес на Игор Митровски, поранешен капитен на Македонија со потекло од Струга, еден од најдобрите играчи што сме го имале. Но оние моменти во Будимпешта како национално сплотување беа незаборавни, токму затоа оваа слика е таму. Так, баш убаво. Ти благодарам за сето на кој што Спортот секогаш не сплотува нас. Така, да. И ракометот, и кошарката, и фудбалот. И музиката, така. И музиката, нормално. Ти благодарам за сето на кој што го сподели, а сега да ги погледнеме и да одиме по ред, па да ги погледнеме фотографиите од Марија. Ова се двете мои дечиња и други две дечиња. Ова е 10-тиот роден ден на Маша Марија. Да? Да, на Психолошкиот центар за развој, едукација и советување Маша Марија, кој пред 10 години отпочна со активности. Пред 2 години, ова е 10 години славење. Пред години и пол, не баш 2 години, на 14 февруари. Така да прекрасен момент, токму просториите во центарот, каде што заедно ги дувавме секи читре. Убаво. Понатаму. Ова е работилница со тинејџери, која работевме заедно со мојата драга колешка Ирена. Работевме на самодоверба и препознавање на емоции. Често правиме работилници за тинејџери, задоволни ли сте од млади. тие работилници? Апсолутно, ако се децата задоволни, ние сме многу позадоволни. Она што нив им треба да бидат слушнати и ја даваме таа шанса која најмногу нив им е потребна, така да ова е една слика од тие работилници кои ги правиме често со тинејџерите и младите. Добро.
Да, ова е една реклама, ние веќе не сме исти, односно поттикна она што го градиме, токму подсетување со што све се соочуваат младите, тинеџерите, децата, сами посочуваат дека навистина веќе не се исти, се соочуваат со анксиозност, депресија и не само ние како возрастни и целото општество треба да бидеме многу посвесни, бидејќи последиците генерално не засегаат сите. Така е, тие се нашата иднина. Да. Добро, одиме со следна фотографија. Ова минатата година бевме на клиника, секогаш пред Нова година донираме некаде како организација, одиме во или сиромашни семејства или правиме работилници каде што доделуваме пакетчиња на деца. Ние имаме многу деца, многу семејства, многу млади, овие 11 години кои поминале низ нашиот центар, така да минатата година бевме на клиниката за детски болести, каде што доделивме и ваучери, пакетчиња, поклони, поразговаравме со родителите, бидејќи беа тоа дечиња кои беа хоспитализирани и врзани за креветите и не можеа да се движат, дури и ние не можевме на многу мина да пристапиме, така да ова е една слика од минатата година за Нова година. Оваа година планираме во СС детското село да отидеме, не ни е прв пат, така да. Така. Ова е слика од годинешната конференција, од неколку млади кои говореа токму за предизвиците со кои се соочуваат во насока на менталното здравје. Тука до мене се двете водителки, прекрасните Теона и Сара, кои веќе ги поздравам, сакам да ги поздравам затоа што се прекрасни, втора година поред веќе ја водат конференцијата успешно. Осмо оделение и четврта година, навистина прекрасни млади девојчиња кои апсолутно отворено, силно, свесно говорат токму за она што е најголем предизвик кај нас и ги водат овие настани на кои сум горда и дечињата позади се голем дел од децата кои учествуваа во организацијата, кои ги пречекаа гостите, а некои од нив гледам дека се и говорници на самиот настан за предизвиците. Еве едно пано од годинешната конференција под мотото Заедно за менталното здравје. Веќе 2 години ја водиме таа конференција, каде што децата го имаат главниот збор, децата се водители, децата ги изразуваат оние предизвици со кои се соочуваат, односно и децата одлучуваат за темите кои ќе се зборуваат. Сето ова е идеја на децата, произлезена од центарот и од децата кои доаѓаат во нашиот центар, не само на работилници, туку и на индивидуални сесии. Сите кои говореа и на минатата конференција и на оваа конференција. Кои беа темите? Се поминати. Кои беа темите кои што ете да речеме ги избра за оваа година? Повеќе. Кој сум јас позади сенката на лајковите на Инстаграм? Како се соочувам јас кога никој друг мене не ме слуша? Како ние се слушаме? Како и ние комуницираме? Имаше и психолози исто така кои зборува на оваа тема, двајца психолози, но генерално десетина говорници беа деца. Потоа имавме каква сила користам јас кога силата не можам да ја најдам таму каде што ми е потребна. Како јас поминувам низ сето она кое мене ми е важно, а другите го сметаат за неважно и така натаму. Како се соочувам со сите очекувања кои социјалните мрежи ги очекуваат од мене. Како да бидам свој? Зошто да побарам помош од психолог? Како психологот мене ми издигне? Имавме и лична приказна на самиот настан која беше исто така пренесена и така натаму. Доста теми опфативме, генерално околу овие предизвици се движеа оваа година. Минатата година бевме повеќе посветени на моментот колку тие се важни да бидат слушнати и зошто да бидат слушнати. Зошто сето она кое се случува во нивната глава е важно да биде слушнато и да се поддржат меѓу себе како млади и деца. Ова е слика исто од една работилница во нашиот центар, каде што заедно работиме во круг, работилниците се забавни, интересни, каде што можат да комуницираат и да се пронајдат сами себе. Ова е слика од минатата конференција, говор на една млада Калина, која ми е керка и јас сум горда мајка на нејза, она веќе има 15 години. Моите родители не ме разбираат, беше темата, директно посветена на мене. Така да, така јасно, гласно, самоуверено, силно зборуваше на таа тема и јас сум се беше во музеот на македонска борба и беше
прекрасно отварање на оваа конференција. Да, меѓутоа и еве еден личен пример, бидејќи вие сте дел од оваа професија и ќерката те споделува така работа, така да мислам дека и од тука има една убава порака, дека и храбро нели да се говори во однос на размислувањето, ако имаме спротиставено и сите оние прашања кои што ги имаме. Ова е од мене слика на годинешната конференција, каде што ја отварав, нели, конференцијата и зборувавме зошто менталното здравје веќе не треба да е табу и одлично што веќе не е така во очите на децата и сето тоа да го пренесеме на публиката која беше многу бројна. Беше годинава, беше во Kids, во салон 1919, имаше 150-160 гости и ние сме горди на сето тоа. Зборувавме за предизвиците, како што кажав, оваа година и веруваме дека во година пак од децата и младите ќе произлезат темите. Така произлезе и целата конференција, така ќе произлезат и идните теми, идните настани. Од оваа конференција произлегува многу други активности, како и од минатата. Морам да напоменам, затоа што поттикнавме развој на менталното здравје во самите училишта, бидејќи училиштата како училишта беа поканети со своји активности, придонесоа со постери, видеа околу менталното здравје, пораки кои ги испратија, кои исто така беа пуштени на оваа конференција, ѕидови во холовите што ги направија за менталното здравје, работе околу тоа. Оваа конференција поттикна повеќе да се издигне токму таа да се инволвираат и да се инволвираат и наставници, стручните соработници, родителите и самите деца сами да работат во училиштата и да се зближуваат за да ја покренат свесноста околу менталното здравје. Тука е три прекрасни девојчиња, не знам пред колку години, ова е на факултетот за туризам и менаџмент, државме нешто мудри родителски чекори, мудри деца, нешто така беше темата од прилика. И тука некаде, ќерка ми, лево во жолтото фустанче, ова се гости на настанот, кои исто така беа вложени. Јас секојаш деца да ги инволвирам во настаните, затоа што тие имат најмногу што да кажат. Ние може многу теории, многу техники, многу дискусии да направиме како возрастни, кога зборуваме за децата и младите, но децата се тие кои најмногу треба да ги слушнеме и да си го кажат она што го сакаат. Ова е едно маскирање за 1 април, ова е една од сликите и од многуте деца кои беа во Центарот за развој, едукација и советување. Често правиме работилници, не само за 1 април, Нова година и не знам, еден куп моменти или што ги имаме, туку многу често правиме работилници на кои многу се забавуваме, особено со помалите, па ова е една слика со Боријан, прекрасно дете кој е постојано насмеано, еве да го поздравам ако случајно не слушаат. Да, како сонце, се радувам. Да, он е баш сонце. Баш сонце и многу е прекрасен. Добро. Да, верувам дека и понатамо ќе имате успешни вакви работилници и конференции, каде може да ве најдат? На булевар Јане Санденски, број 13, на 2 кат, во влез А, новата зграда кај Мајчин дом, нова, се уште ја зборувам, ама веќе сме 5 години таму, така да може да не најдат на таа локација, има табла, Маша Марија, Центар за развој, едукација и советување Маша Марија, секако и на социјалните мрежи, на Инстаграм Маша Марија, на Фејсбук Маша Марија и така натаму. Добро, благодарам многу. Од режа ги замолам да ги погледнеме фотографиите од Кристи, да видиме што тој ќе сподели со нас, и да ја видиме фотографијата од бендот. Да, токму да ги така. Видиме Да, ова се членовите на бендот. Теодор, Даниел, десно моје, Никола и Душан. Ова ни е фотосесија најнова, сега пред некој ја недела ја правевме. Да, постојано треба да имате фотографии. Така е. Поради тоа што сега нели имаме доста предновогодишни евенти, моравме да извадиме некоја нова фотосесија. Да. Треба да кружи нешто по социјалните мрежи. Така е. Ова е една моја слика во ова место се вика градче Сан Себастијан, се наоѓа во Шпанија. Тоа е близу границата со Франција. Од страната на Бордо, тоа што се гледа тука малце е дел од Атлантскиот океан. Ја сакаш Шпанија? Убава е Шпанија. Па имаме директни линии. Да. Ова е една интересна фотографија, во средина е нашето лого, или од страната Сите All Star, да. Самото, нели, како што стоиме, означува звездата. Ја означува звездата и она кое што... Па добро, ви го посакуваме Холивуд тогаш. Да. Добро. Убаво сте се сетиле.
Да, ова е на фотографија исто од нас во манастирот Покропчински во Србија. Бевме на настап на свадбена прослава во Ниш. Ние свириме разновиден репертоар од македонска народна и забавна музика, српска народна и забавна музика и не ангажира луѓето, не слушале овде на свадба, бевме повикани таму, свиревме и македонски и српски. Да. И на враќање застанавме во манастирот и тука направивме таа фотографија. Добре, убаво. Убав момент, да. Ова исто од моето патување во, пак ја спомнав, Шпанија, во Барселона. Па викам, јас сум Елена, тие Шпанија. По улиците на Барселона. Ќе помислам да Шпанија е- значите секој викенд си таму. Убава, топла земја. Секако. Одиме со следното. Понатаму. Еве, Ова у Скопје? Тука на рекорд. ова е во Париз. Париз, да, се шегам затоа што ние си имаме триумфална капа. Така е. Триумфалната порта во Париз. Кога ги бирав сликите ставив и со Айфеловата кула, ама ајде викам нека биде. да. Добре. Ова е на слика како од мене како бебе. Весело бебе на смена. Па добри ден денеска се насмеано бебе. насмеан. Така, во целиот живот сум насмеан. Ко убаво. Убава е таа позитивна енергија. Ова е интересна фотосесија, исто од бендот, како еден тип на карикатури ни се лицата направени, сликнати во студио, испринтани на платно и потоа оваа фотографија настани. Многу интересна и многу луѓе така позитивна енергија им пренесе и самата фотографија е таква. Таква е, да, навистина. Па добро, всушност, ваша задача е тоа. Малку Така е. да донесете така и Така е. позитивна, убава енергија на сите оние кои што ќе имат можност каде да настапувате, без разлика дали е на отворено или пак од затворен тип. Така е. Оваа фотографија е исто интересна, пред некој ден ја направив. На долната фотографија сум јас во 1995 година со мојот татко. На горната фотографија е мојата керкичка Емили, исто со мојот татко, нели, дедо е сега. Фотографија, да. 30 години разлика. Да, сега преостанува само да почекаме да видиме керката дали таа ќе биде исто музичар, пошто Па сега за сега како покажува, мислиме дека ќе биде музичар. Имаме дома Така. пијано, имаме тарабуки, имаме гитари, многу убаво реагира на сите тие звуци и сака музика и Да. и кога ќе пуштиме некои детски песнички се радува целата, мрда, се смее и Да. јас типувам дека ќе биде музичар. Најубавата работа. Сопругата со што се занимава? Сопругата е геодет. Значи она па добро, ќе има можност да одбере па што ќе Да. се сака своја нека биде. Ова е од посесија од моја Ова е посебна. од моја посебна еден постер. Тука ќе не видите нас како ликови. Доле го пишува Томислав Живковиќ, он го снимаше спотот, браво. го режираше, нели, монтажа, така како Има еден пар, постер. ова е пар кој што учествува нели глуми во спотот. Да. На Парот кој што темата го моја глас. посебна, колкото Да. ја објаснува, да. Така е. Значи, Па има мораше да можност. има женски ли, мислам за ваква песна сега вие сте машки во бендот. Да има актери. Меѓутоа и популарно е доста сега така да се прават спотовите, да се Да. вклучуваат и други актери освен оние кои што се изведувачи. Еве овде пак некоја заедничка. Да, ова е заедничка Награда. фотографија, ова е благодарница. 2 години свириме поред во училиштето за деца со оштетен вид Димитар Влахов на нивната матурска прослава. Убаво. Јас работев порано таму. Браво, баш убаво. Оваа година добивме благодарница, измеѓу нас едно дете Огнен. Го поздравувам, он верувам дека не гледа. Една убава дружба, една убава позитивна енергија од сите тие дечиња. Одлично функционира таа асоција, мислам, што се однесува до музиката на Да, вистина. како не. Има чувство, талент, ако можам да Така е, кажам. така е. Ета и благодарницата поблиску. Да видиме од близко. Сликната, да. Добро. Така е. Баш убави фотографија. Да, времето навистина брзо не измина. Мене навистина ми беше пријатно ова утрете со вас, на различни професии да споиме на една трпеза и да споделиме сите она кое што е важно, кое што вие го работите во секојдневието. Ќе ви посакаме успех, те успешно за окружување на оваа 2025, многу успехи во наредната 2026 година и секако да се гледаме за убави работи.